Добар ден. Следуваат новите 45 минути со вашата здрава навика Фактор здравје. Убеден сум дека и денеска ќе ни ја дадете довербата, а ние ќе ве почестиме со нова свежа доза на информации и секако позитивна енергија. Според статистичките податоци кои што се достапни на глобалната мрежа, колоректалниот карцином или ракот на дебелото црево е болест која што зафаќа или на годишно ниво во светот заболуваат и се откриваат 20 милиони луѓе. Половина од нив или 10 милиони луѓе за жал ја губат битката со животот, односно со ова заболување, и она што треба да се земе во предвид е фактот дека овој како и другите малигни заболувања, ова заболување треба рано да се открие во рана фаза за да прогнозата и текот и излекувањето на болеста биде успешно. Токму денеска во Фактор здравје ќе се осврнеме на дијагнозата на дебелоцревниот карцином со особен и посебен осврт на методите и технологијата кои што се достапни и секако раното препознавање на ова малигно заболување. За аспектите денеска на темата дијагноза на дебелоцревен карцином, многу корисни совети од богатото научно и предсе клиничко искуство ќе ви презентираме преку разговорот со професор доктор Јашар Џенгиз, кој што е специјалист по патолошка анатомија од Аџибадем Систина клиничката болница од Скопје. Професоре, добар ден, добро дојдовте и јавно еве ви честитам што од вчера веќе сте и редовен професор на медицинскиот факултет во Штип Гоце Делчев при Универзитетот Гоце Делчев и ви посакувам секое добро во научната и клиничката дејност. Како сте? Благодарам, многу добро, исто како дома. Да, ви благодарам што ни ја дадовте довербата јавно пред се да ве представиме како веќе редовен професор и секако што ќе зборуваме за ова сериозно заболување со акцент на дијагнозата. Благодарам уште еднаш за вашето присуство, а по паузата за реклами ве поканувам да останете со Фактор здравје и секако, доколку имате интерес, слободно да се јавите во продолжение. И ако зборуваме за многу сериозно заболување, би рекол дека денеска во Фактор здравје би дале една светла страна или светла точка во однос на темата дијагноза на дебелоцревен карцином со оглед на фактот дека ова заболување е второ на листата по честота на смртност и кај машката и кај женската популација. Потсетувам дека на 609124 и 609125 добродојдени сте сите вие со ваши јавувања и прашања денеска до професор доктор Јашар Џенгиз, специјалист по патолошка анатомија од клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје. Професоре, ќе ви се обратам со тој термин, бидејќи и тоа сте веќе, со оглед дека зборуваме за многу сериозно заболување. Каков тип на заболување е во смисла на тоа од какви клетки се создадени овие малигни клетки и кои се типовите на дебелоцревниот карцином? Па, обично сите тумори на гастроинтестиналниот систем потекнуваат во главно од клетките на епителот, епителните површини. Тоа се специјализирани клетки, како што се на желудникот, како што се на дебелото црево, значи имаат своја функција. Меѓутоа, во таа нивна функција, доколку се пореметат регулаторните механизми, тие клетки знаат да малигнизираат и постојат неколку начини како настанува дебелоцревниот карцином во однос на самиот начин на живот. Се смета дека дебелоцревниот карцином, кај зборуваме за оние спорадични, случајни наоди, се вели дека обично нездравата исхрана има многу важен елемент во појавата на ова заболување, а како механизам е хемиската карциногенеза. Всушност, и ако земеме по епидемиолошките податоци да видиме кои држави во светот го имаат како најчест здравствено медицински проблем, ќе видите дека на прво место се Соединетите Американски држави, Западна Европа, особено Данска, и ако влезете длабоко во епидемиологијата, ќе видите всушност дека тоа е храна која што е богата со заситени масни киселини, чија што пасажа во дебелото црево оди поспоро. И се смета, нели, токму таа хемиска карциногенеза, долгото стоење на несварената храна или задржување, да, иритирање на клетките на слузницата на дебелото црево, што фактички доведува до тоа да имате еден процес кој што може и не мора да биде проследен со воспалителни елементи,
за да на крај резултира со дебелоцревен карцином. Постојат така наречени предиспонирачки состојби кои што можат исто да доведат до дебелоцревен карцином, како што е инфламаторната болест на дебелото црево. Тоа е улцерозниот колит и Кроновата болест. Тие исто така заради долготрајниот инфламаторен процес, значи долготрајното воспаление предизвикува иритација на слузокожата на дебелото црево и представува добра подлога на која што може како да еден се тивок оган, ако можам така како да се еден изразам, тивок оган. што го разгорува. Да, дебелото црево во тоа што ние го предаваме на студентите, нели, еден многу добар модел на така наречената повеќекратна карциногенеза, односно настанување на тумор во повеќе чекори. Значи мора да постојат неколку фази за да се развие карциномот. И сега ако ги земеме во предвид сите овие фактори, па уште ако имате предиспонирачка болест, па уште ако на тоа додадете дека има луѓе кои што на сето тоа имаат наследен генетски синдром, као што се наследниот неполипоиден дебелоцревен карцином, во тој случај веќе ситуацијата е сериозна. И тука е она граница која што треба да се направи во смисол на тоа како настанал туморот, дали имаме генетска предодреденост за тоа и доколку постои генетската предодреденост, мораме да најдеме начин каде, што, како се јавило. И во главно, добро се ориентираме според возраста на пациентот. Да. И тоа е еден од факторите. Тоа е еден од многу важните фактори. Развој на дебелоцревен карцином под 50-та година мора да носи со себе некаков си генетски модул. Над 50-та година во главном се спорадични случаеви. Да. Ако е генетскиот модел во прашање, значи зборуваме наследен фактор. Значи треба да видиме дали се работи за наследна неполипоидна болест на дебело црево или се работи за аденоматозна полипоза на дебелото црево. Тоа се два различити термини и два различити ентитета, меѓутоа и двата представуваат една предиспозиција за да се развие болеста. Да. И тука имаме, значи, важна улога во тоа да го одредиме генетскиот фактор кој што довел до развој на болест. Да, имаме некого на линија, дали имавте трпение да почекате? Добар ден. Добар ден. Да, благодарам што бевте трпеливи. Кое е вашето прашање? Јас многу ми е мило што имате ваква еминентна личност гостина по вашата емисија. Благодарам. Јас би го прашала почитуваниот професор следново. Пред неколку години на 2 пати имав хеликобактер и онаа терапија која што ја дават многу тешко ја поднесував, пиев. Меѓутоа, еве 2 години немам проверено дали имам се уште хеликобактер, но последниве 2-3 месеци ми се јавуваат болки, така, те од десна страна, но најчесто во долниот дел од стомакот. Се празнам редовно, меѓутоа има некој необичен мирис изметот. Добро, така. добро. И ми рекоа да направам колоноскопија, но ја тоа не би можела да го издржам. Така, непокретна сум. Дали во доволно се? И не можам толку 5 литри вода да испијам и сето тоа. Или ви треба некој податок, професоре, да прашате? Не, сите податоци што ги давате насочуваат на тоа дека сепак станува збор за дебело црево. Хеликобактер е резервиран во главном за желудникот. Не корелира со оваа малигна болест. Не корелира со оваа малигна болест, а во однос на она што јас инсистирам и би било навистина добро, без оглед на тоа каква е вашата состојба, колоноскопијата како метода е исклучително важна, препорачлива е за сите после 50 годишна возраст, се прави во општа анестезија, воопшто не е болна, моментот на премедикација, односно пред да се направи самиот акт на колоноскопија, да, верувам дека е малце така непријатен заради големата количина на течности што треба да се испие, меѓутоа верувајте, тоа е еден единствен начин кој што
ќе ни даде насока во однос на тоа за што станува збор. И на крајот на краиштата, ако треба нешто да се види во текот на колоноскопијата, веднаш ќе се направи биопсија и веднаш ќе бидеме на чисто со тоа. Значи ќе се скринира и ќе се дијагностицира Ќе се направи евентуално, скрининг да. и истовремена дијагностика, така да без обзир на тоа, велам, што е непријатен моментот на самиот акт на колоноскопија и процесот пред да се направи колоноскопијата, значи ќе мора. Да, благодарам господјо за вашиот интерес што се јавивте и повторно бидете дел од Фактор здравје. И професоре, во овој прв дел од емисијата уште да ја споменеме клиничката слика и манифестација, еве она што и вие во вашата пракса го имате, за да во вториот дел зборуваме и за дијагностичките моменти и процедури кои што ги имате на располагање. Па во однос на клиничката слика, има ли некој сигнификантен знак кој што некаков упатува? сигнификантен знак нема. Значи, како и сите малегни заболувања, и ова е подмолна болест која што првите симптоми ги пројавува откако веќе ќе имаме напредната фаза на болеста. Рековте има фази, да. Како во почетната фаза, особено ако станува збор за голема туморозна формација, може да се јави крв во столицата. Сега, таа крв често пати ја мешаме, може да се хемороиди, може да е фистула, кутано-ректална фистула, крв, ако имаме проблем во желудникот, таа крв е потемна, како талогот кафе. А ова е како посвежа крв и тоа веќе ни е алармантен знак дека нешто се случува. Во најдобри услови, да речеме, кога би постоел организиран скрининг, нели, освен колоноскопијата, добар индикатор е и така наречениот ФОБ, Fecal Occult Blood Test. Fecal Occult Blood Test. Значи се одредуваат траги на крв во изметот. Што е некаков индикатор за постоење на лезија, која што после тоа ќе мора да се види колоноскопски и да се докаже со биопсија. Повторно доаѓаме до колоноскопијата. Доаѓаме до колоноскопија, повторно главната улога во целата приказна ја имаат интернистите. И клиничката слика некогаш може да биде доста силно изразена во смисол на запек, односно обстипација, тврда столица, или столицата доаѓа на секој втори или трети или четврти ден. Во тој случај се сомневаме дека постои некаква стеноза на ѕидот на дебелото црево, значи тој дебелото црево е како цевка, да. И се рачунете ако имате неопластичен процес, тој процеп е многу тесен и заради тоа ја имате таа обстипација. Заборавив да споменам веќе кога сме кај овие анатомски промени. Постојат разлики во однос на морфологијата на туморот на лев колон и на десен колон, односно на десниот дел од дебелото црево и на левиот. На десната страна во главном се туморозни формации кои што растат во лумен на цревото, имаат изглед како карфиол, тоа се како полипоидни формации. Значи како топка. Како топка која што проминира. Да. И многу интересно, може да имате тумор од 5, 6, 10 сантиметри, а да стои само на една петелка и да не прави инфилтрација. Од другата страна, туморите на левата страна, во главном растат како улцерозни структури, како структура на цревото, и тоа може да биде тумор од 2-3 сантиметри, комплетно да го затне луменот и да се шири во околното ткиво, што е многу поопасен. Велиме помал тумор, меѓутоа многу поопасен е заради тоа што тој просторно заради природата на целиот процес, експанзијата ја доживува само доколку се движи нанадвор, за разлика од туморите на десното црево кои што идат на петелка, како што рековте, се закачени. Да. Ви благодарам, професоре, за овој прв дел од разговорот. Останете со Фактор здравје. Следуваат вториот блок реклами, а потоа и аспектите од денешната тема, кои што ќе ги прошириме во контекст на незиниот наслов, а тоа е дијагностиката на дебелоцревниот карцином.
Со задоволство уште еднаш ве поканувам на 6091-925 и 6091-924 и денеска да бидете дел од Фактор здравје. Доказ за тоа и следното јавување кое што ќе го вклучиме во овој момент. Добар ден, дали сте на линија? Добар ден, господине. Добар ден, поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. И Кој е поздрав вашето? до докторот. Да, кое е вашето прашање? Видете, моето прашање до докторот да прашам е пред 3 години се правев колоноскопија. Дали време е или не е време да правам поново? И друго прашање, мислам, дали по лабораториски дали може да се испита тоа и колку е меродавно. И уште едно за хеликобактер. Добро. Ја имав многу голем процент, околу 5-6, а сега ми е негде 1,20, а до 1,10 е. Дали е тоа нормално здраво или да ми објасни докторот? Дали разбравте за каква Да, диниза? Јасно е, благодарам за вашиот интерес. Добро. Во однос, ајде ќе почнеме со хеликобактерот. Значи, мислам дека таа бројка 1,10, 1,20, тоа е многу мал број. Поготово, мислам, мала е разликата, особено за некој кој што веќе имал хеликобактер, така да тоа не е некој сигнификантно зголемување. Напротив, имаме намалување, меѓутоа, очигледно дека се работи за пациент кој што ја има таа инфекција. Во однос на колоноскопијата, то сега ќе се надоврзе на нашиот муабет што го правев. Всушност и она што е ве носи на ваша вода, ги носи. Значи, колоноскопијата препорачливо е да се направи после 50-та година од животот. Ако нема генетска предиспозиција. Ако нема генетска предиспозиција. Доколку има генетска предиспозиција, таа треба да се работи барем еднаш во годината, без обзир на возраста. Без обзир на возраста. Кај особи кои што немаат генетска предиспозиција, после 50-та година обавезно да се направи колоноскопија и во договор со докторот, со лекарот интернист, се закажува следно. Се закажува дали ќе биде на 2, на 3, на 5, на 10 години, во зависност од тоа каква е состојбата на пациентот. Што значи, ако претходната колоноскопија ви била пред 3 години, значи време е да размислувате да се направи колоноскопија во периодов што доаѓа, затоа што тоа е еден од начините како да ја превенираме состојбата на појава на дебелоцревен карцином. Да, и пред да го вклучиме следното јавување, професоре, сакам да ве прашам, рековте дека колоноскопијата покрај скринингот дава и можност да се биопсира дебелото црево, односно ако има суспектност за малигно заболување, што после таа биопсија, дали следното скалило и анализа е ваше, како специјалист по патолошка анатомија? Биопсијата е клучниот момент врз основа на кој што ние ја донесуваме дијагнозата и според направената дијагноза, односно оно што ќе го видиме на микроскоп, значи даваме дека се работи за дијагноза дебелоцревен аденокарцином и во тој случај, значи пациентот веднаш се припраја кај хирургот. Тоа е веќе вториот степен на лекување во смисол на тоа да се ерадицира болеста кај пациентот и обично се оди со едноставна хируршка интервенција, значи отстранување на тој дел. Да, ресекција на дебело црево, во зависност од големината на туморот, се одредува и големината на тоа колкав сегмент од цревото ќе се извади. Дали ќе биде 10, 15, 20 сантиметри, со вадење на лимфните јазли кои што се во околината. Тој материјал повторно доаѓа кај нас и следи понатамошната процедура на други чекори кои што мораме да ги направиме. Да. И дополнително ако треба и терапевски дополнително модалитети. И терапевските модалитети, да. За тоа ќе зборуваме последното јавување. Добар ден, дали ме слушате? Ало, добар ден, зборувајте. Само намалете го тонот на вашиот телевизор, за да ме слушате директно во слушалка. Добар ден уште еднаш. Доколку има... Ало. Да, ве слушаме, господи. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање? Добар ден. Значи, намалете го уште еднаш, ќе ве замолам телевизорот, за да нема ехо, за да се слушаме. Доколку не се слушаме, дали следното јавување го имаме на линија? Добар ден.
Ве поканувам повторно да се јавите. Подсетувам дека професорот доктор Јашар Дженгис, специјалист по патолошка анатомија од клиничката болница Аџибадем Систина, е денешен ваши мој гостин во студиото на Фактор здравје. Ајде уште еден обид, добар ден. Доколку не ве очекуваме. Ало, добар ден, конечно. Дали ме слушате сега, господјо? Добро. Ја чекам на телевизија да питам доктора, али нешто слабо се слуша. Ние одлично ве слушаме. Поставете Да. го прашањето. Ве слушаме. А јас сум една стара баба, можда не би требала ни да се јавим, каже ти си стара, ништо ми не функционише, Добро. стомак ми е за нигде, тврда столица имам, по 3 дана ништо, па после опет, како да кажем, као нормално, али многу ми е стомак за нигде, како да кажем. Да, благодарам за вашиот интерес. Што подитно ве треба да направи господјата. Иако стара баба не значи дека не Без треба обзир, здравието без обзир, да го земе здравието во предвид. никогаш не треба да се стави на страна, здравието напротив е на прво место и тоа што треба да се направи е хитен лекарски преглед. Она што претходно го Споменавте, да. спомена и пациентот што се јави, има ли некој начин како да се дознае дали постои нешто? Тоа се туморските маркери, значи биохемиска анализа на Лабораториски. крвна слика, значи обичната лабораторија и тумор маркерите можат исто така да дадат насока дали постои некаков процес. Обично туморските маркери знаат да бидат покачени и при поголеми воспалителни процеси и во тој случај мора понатаму да се оди на другите испитувања за да се види што може да дојде во предвид. Дали да се исклучи или верификува дали оваа да се исклучи дијагноза. или ќе Потврди. се продолжи понатаму со анализите да се види што е во позадината на приказната. Сигурно. Дали следното јавување го имаме на линија? Добар ден. Ало, добар ден до вас. Зборувајте, дали ме слушате и вие? Некого имаме, но сепак технички не може. Ало? Да, ве слушаме. Ало, добар господин. ден. Добар ден. Кој е вашето прашање? Видете, ја му поставив на доктора прашање, не добив одговор пред малу. Да. Ме интересира место колоноскопија да се правам. Ало, ме слушате? Ве слушаме, да. Ме слушате? Наместо колоноскопија, што сакате да кажете, да? Место колоноскопија, дали може лабораториски да се испитат и дали е меродавно точен резултатот? Благодарам уште една што се јавивте, тоа Да, беше тоа е тоа господинот што го со хеликобак. одговоривме, да. Да, веќе кажавте. Да. Мора да се направи ако има сомнеш, нели, Да, колоноскопија. лабораториските испитувања, туморските маркери, крвната слика, сите други параметри кои што на некој начин ќе дадат само една силуета, една слика на тоа што треба да се направи понатаму. Да. Доколку се големи, високи туморските маркери, тука веќе сигурно треба да се докаже евентуално постоење на туморозна формација во дебело црево. Како специјалист по патолошка анатомија, колку е лесно, односно колку е сложено да се докаже ова заболување, во смисла кога имате биопсиран материјал, што како процедура и алатка имате на располагање? Во однос на диагностиката, прво ова е едно од како да речам, наоди кои што бараат целосна посветеност. Заради тоа што треба да се одредат параметри оние што се видливи со голо око. Колкава е големината на туморот, колку се оддалечени ресекционите рабови од примарната промена, колку оди длабоко туморот во зидот, дали инфилтрира во околните структури, дали има блиски метастази, колку се оддалечени блиските метастази од примарниот тумор, од едниот и од другиот раб, дали процесот настанува во однос, оно што го кажавме на почетокот, спорадично, или во околината на туморот имаме параметар кој што сепак покажува дека постоела некаква промена претходно на дебелото црево и врз основа на овие параметри и микроскопските параметри, типот на промената, диференцијацијата, зафатеност на крвни садови, на лимфни садови, присутен инфламаторен инфилтрат, ресекционната маргина која што е на периферијата низ каде што поминуваат лимфните садови, дали и тоа е во здраво. Тоа се се фактори кои што ни одредуваат стадиум на болеста. Стадиумот на болеста е нешто што
представува алатка на кој што почива понатамошниот онколошки третман. И она што е добро кај дебелоцревниот карцином. Зарем има нешто добро тука? Има. Да. Ако станува збор за локализирана промена која што е во ниво на дебелото црево, без зафатени крвни и лимфни садови и без присутни локо-регионални метастази, тогаш со операцијата завршува целата приказна. Значи не мора зрачна терапија или хемотерапија? Никаков третман. Значи зборуваме за рани стадиуми. Од тука ја нагласуваме потребата за редовните прегледи, за колоноскопијата, затоа што фактички ова заболување има многу добар и висок процент на преживување доколку станува збор за тумор во рана фаза на болест. Да. Но она што е сега другата приказка или другата страна на паричката, да, проблемот кога настанува доцна ќе се доколку открие. станува збор за поголем тумор, односно доколку имаме Напредната повисок фаза. стадиум на болест, тука веќе имаме модалитети кои што ние ги работиме во лабораторијата и верувам во сите добро опремени лаборатории во државата, се прават дополнителни испитувања на биомаркери, кои што Тоа е после хируршката интервенција, после претпоставувам. хируршката интервенција и овие биомаркери имаат за цел да одредат кој од понудените лекови ќе биде најдобар за пациентот. Значи станува збор за индивидуален пристап, затоа што не секој пациент со дебелоцревен карцином кој што е во ист стадиум на болеста има исти третман. Да. Значи тука и други аспекти се земаат во предвид. Овие биомаркери што се испитуваат и генетските анализи што ги правиме за мутациите на одредени гени, за одредени маркери како што е да речеме ПДЛ1, БРАФ, тие се сите врзани за, тоа се моноклонални антитела, кои што се врзани за одреден лек. Ако од 4-5 направени анализи една се покаже позитивна, фактички тој пациент е добар кандидат за третман со тој лек. И тој лек има... Третманот продолжува со тој лек. Да. Што всушност се покажало дека во поново време и покрај овие катастрофални бројки, бројот на пациенти кои што имаат така наречена имунолошка биотерапија, односно каде што имаме индивидуализиран пристап, целна терапија, имаат многу подобро и подолго време на преживување. Ја можам само да се навратам на она што сум го работел како магистериум во 2006 година за дебелоцревните карциноми, дека после петата година од хируршкиот третман и од завршената онколошка терапија, околу 50% од пациентите умираат, меѓутоа останатите 50% преживуваат. И тоа се пациенти кои што имаат многу добри параметри во однос на морфолошките, оние патолошки што ние ги гледаме на микроскоп, меѓутоа сега го добивам одговорот после 15-20 години, 15 години всушност, зошто е тоа така? Затоа што биолошките маркери се различни кај сите пациенти. Да. И уште едно последно јавување имаме за денес во Фактор здравје. Добар ден, господјо. Поставете го вашето прашање. Добар ден уште еднаш. Вака се. Ме интересира јас, немам проблем со столицата, еднаш, два пати на ден редовно, немам проблеми, не. И се од десна страна имам некои болки некогаш и после и ги од лева како подуеност некој. Са не знам дали ми е дебело црево или желудник, пошто бев на ехо, ми рекоа дека хепарот и работи добре, се окей. Сега осеќам се и од десна потребно и од лева. Са не знам дебелото каде ми е црево, мислам, немам проблеми некои, болки јаки или нешто, ама дали ми е желудникот, не знам. Значи, ова се само предпоставки, дали е доволно за некој совет од ваша страна? Благодарам. Во однос на локализација на дебело црево и тоа што го кажавме на почетокот на емисија. Од двете страни. Десна страна, лева страна. Значи, дебелото црево почнува над десниот колк и се движи нагоре кон црниот дроб. Потоа оди право кон левата страна и од левата страна се спушта надолу, значи до аналниот отвор. Да. Така да тоа дебелото црево е во должина од некаде 2-2,5 метри
и на тоа растојание, значи затоа велиме десна и лева страна. Обично симптоматологијата може да почне како болки од десната страна или болки од левата страна. Обично кога се оди понадвор. Ако е од десната страна, често пати ја заменуваме таа болка со жолчното кесе, со напнатост на црниот дроб. Ако на ехо нема ништо, тоа е супер. Меѓутоа црниот дроб знае да боли доколку имаме метастази, затоа што дебело цревниот Да, тој ќе ве прачав каде првото метастазира. место каде што ќе ја даде метастазата надвор од онаа што велиме локорегионалната зона е црниот дроб. Да. Дали Во дава тој еве случај- подалечни, и Да, метастази. тоа се подалечни метастази. Ако ја надмине таа бариера, дебелоцревниот карцином може да метастазира во белите дробови или може да метастазира во било кој друг орган или ткиво. Меѓутоа, обично првото место е црниот дроб. и тука настанува на драстична симптоматологија на откажување на функциите на црниот дроб. И последното кратко прашање, дали после 5 годишно преживување овие пациенти може да кажеме дека се веќе излекувани или треба понатаму да се контролираат? Можеме да кажеме дека се излекувани, меѓутоа тоа не значи дека треба да престанат со контролите, заради тоа што особено ако станува збор за пациенти кои што имаат генетски фактор, тоа не значи дека на друго место од дебелото црево нема да се појави истиот тумор. Да, многу интересно и пред се занимливи податоци презентиравте на начин кој што секако со нетрпение и ве поканувам повторно да ги презентирате во Фактор здравје. Тука ќе ви се заблагодарам и ќе ви посакам секое добро. Благодарам многу, да сме живи и здрави. Секоја следна прилика ќе имаме нови сознанија и нови теми за Да, разговор. ви благодарам уште еднаш, Молам. професоре. Професор доктор Јашар Дженгис, специјалист по патолошка анатомија, беше денешен гостин во Фактор здравје. Благодарам за вниманието и останете со добро расположение и уживајте во денот кој што е пред нас. Пријатен ден.